Вашиот дигитален ресивер Canon V1200 ви возможува повеќе интерактивни функционалности, како снимање и паузирање на програмата, поставување потсетник, гледање од почеток и гледање на емитувана програма до 7 дена наназад на преку 50 ТВ канали. Со притискање на копчето Guide се отвора ТВ распоредот. Овде можете да ја видите програмата која моментално се емитува во живо, да ја видите програмата која следи или пак програмата која поминала. На хоризонталната лента со црвено обележана програмата која ја гледате во моментот. Каналите, чија програма можете да ја гледате до 7 дена наназад, се обележани со сив круг и црвена точка во средината, во горниот лев агол, како што е прикажано на екранот. Со притискање ОК на далечинскиот управувач се отвора дополнително мени. Доколку емисијата која се емитува во моментот сакате да ја гледате од почеток, притиснете ја опцијата Гледајте од почеток. Менито ќе се затвори и вие ќе ја гледате емисијата од почеток. Доколку сакате да се вратите во програма во живо, притиснете Бек на далечинскиот управувач. Програмата ќе почне да се емитува во живо, а системот ќе ве врати во делот за ТВ распоред. Доколку сакате да гледате емитувана програма до 7 дена наназад, направете го следново. Притиснете го копчето Back, со што помошното мени ќе се исклучи. Притиснете ги навигацијските копчиња за лево и десно, со што ќе почнете да се движите наназад или нанапред низ програмата. Доколку сакате да се вратите еден или повеќе денови наназад, притиснете го жолтото копче од далечинскиот управувач. Доколку сакате да одите еден или повеќе денови нанапред, притиснете го синото копче. Кога ќе ја пронајдете емисијата која сакате да ја гледате, притиснете го копчето ОК и одберете емитувана програма. Одбраната програма ќе почне од почеток и менито ќе се затвори. Додека гледате емитувана програма или програма во живо, можете да ја паузирате, премотувате нанапред или наназад на следниот начин. За да ја паузирате програмата, притиснете го копчето Пауза. За да продолжите да гледате, притиснете го копчето Play и емисијата ќе продолжи од таму каде што сте застанале. За премотување нанапред, притиснете го копчето Fast Forward. Со секое дополнително притискање на копчето Fast Forward се зголемува брзината на премотување. За премотување наназад, притиснете го копчето Rewind. Со секое дополнително притискање на копчето Rewind се зголемува брзината на премотување. За стопирање на емитувањето, притиснете го копчето Stop, со што ќе излезете од емитуваната програма. Со опцијата Снимање од мрежа, добивате 10 часа слободен простор и снимениот материјал можете да го сочувате до 20 дена, кој потоа автоматски се брише. Можете да снимате програма која поминала, програма во живо или идна програма. Притиснете го копчето Guide на далечинскиот управувач. Одберете програма која сакате да ја снимате, без разлика дали е помината, во живо или е идна програма. Притиснете ОК и одберете Снимете од мрежа. Во горниот лев агол на информативната лента на одбраната програма за снимање ќе се појават икони. Доколку снимате измината програма, ќе се појави круг со иконата штикла, која означува дека емисијата е снимена. Доколку снимате програма во живо, ќе се појави портокалов круг кој означува дека снимањето е во тек. Доколку снимате идна програма, ќе се појави круг со часовник кој означува дека снимањето ќе започне кога емисијата ќе стартува. Снимениот материјал е сместен во вашата библиотека Снимки, а до неја можете да дојдете на следниот начин. Притиснете го копчето Меню на далечинскиот управувач. На вертикалната лента пронајдете го менито Снимки и потоа влезете во подменито Снимки. Во библиотеката одберете снимка која сакате да ја гледате. Притиснете ОК и ќе се отвори дополнително мени каде, доколку одберете Гледајте од почеток, снимката ќе почнете да ја гледате од почеток. Доколку одберете Избришете ја снимката, ќе избришете снимката и ќе ослободите простор за снимање. Во горниот десен агол од менито Снимки, означено е во проценти уште колку простор имате за снимање.
Функцијата подсетник можете да ја користите за било која емисија што се уште не е емитувана. Подсетникот ќе ви извести дека емисијата започнува наскоро. За да поставите подсетник, треба да го направите следново. Одберете ја емисијата за која сакате да поставите подсетник. Притиснете ОК и одберете ја опцијата Вклучете подсетник. Во горниот лев агол ќе се појави икона која означува дека ќе бидете подсетени кога емисијата ќе започне. Благодариме на вниманието.